Добре дојдовте во новата авантура на Теди со наслов Теди црта. За мечето Теди, секој ден е нова авантура. А денес Теди ќе биде уметник. Ке црта уметничка слика што ќе ја закачи над зидот од својата соба. Но што ли да нацрта? Куче или две мачиња? Или голема сина ајкула? Знаете, тој умее многу убаво да црта животни, но денес сака да нацрта нешто поинакво. Што ли ќе биде тоа? Ите го Теди го зема празниот лист и црта две линии. Еве вака. Знам. Теди ќе нацрта змија. Што ли ќе нацрта Теди? Тој доцртува уште две линии во горниот десен агол. О, па тоа е правоаголник. Да, тоа е. Но Теди не застанува тука. Ја зема сината боичка и внатре во правоаголникот нацрта една крива заоблена линија. А подолу уште една помала крива заоблена линија, но со црвена боја. Еве вака. Знам. Тоа е куќичка со кружни прозорци. Ах, па тоа се два круга, син и црвен. Навистина интересно. Теди продолжува со цртањето и се појави уште еден син круг, а потоа над црвениот круг се појави нова фигура. Погледнете. Како ли е името на портокаловата фигура? Тоа е квадрат. Теди нацрта уште две фиолетови фигури од левата и десната страна на правоаголникот. И цртажот беше готов. А двете виолетови фигури се триаголници. Сега навистина знам. Ова е глава на дете. Но дали е така? Дали Теди тоа навистина црта? Тогаш Теди се потпиша во долниот десен агол од цртежот, го обои и го закачи над зидот од својата соба. Насловот на цртежот ќе биде многу едноставен. Портрет на робот. Портрет на робот? Па секако дека знаев. Колку е лесно да се црта со помош на геометриски форми. Ајде и ти нацртај црташ. Кои геометриски форми ќе ги употребиш за да нацрташ куќа со прозорци и врати?
Ke upotrebam pravouголници, квадрати, триъгълници. Се гледаме во следната авантура.